Добро вечер, добре дојдовте 24 анализа на 24 вести. Бездната во која се наоѓа македонската политичка сцена се чини секојдневно само се продлабочува. Лидерот на опозицијата Зоран Заев пукна две од најавените така наречени политички бомби, аферата прислушување и снимките со кои се презентира и се тврди мешање на извршната во судската власт. Од друга страна пак тука е случајот пуч и обвинението за Зоран Заев за подготвување и обид за државен удар и закана на високи државни функционери. Во сета оваа бура вчера во Македонија во прва официјална посета беше и новиот еврокомесар за проширување Јоханес Хан. Хан се сретна со државниот врв, но и со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Вчера Хан беше скромен во изјавите, изјави само дека водел интерни разговори со македонските политичари, а премиерот Груевски порача дека, како што рече, размениле мислење со Хан. Еврокомесарот и Европската комисија денеска се дообјаснуваат во соопштение и Хан порачува дека аферата прислушкување мора да се реши внимателно низ институциите, политичкиот диалог да се врати во собранието, но и порачува дека Брисел е загрижен за политичката состојба во Македонија. Кој излезот од оваа ситуација? Каде попрво ќе се најдат Никола Груевски и Зоран Заев? На преговарачка маса или пак на обвинителна клупа? Дали и како може да се реши политичката криза, дали тензиите може да експлодираат во граѓански суди во државата и да ни се случи 2001, но овој пат на граѓанско ниво. Ова се само дел од тезите и прашањата за кои што вечерва ќе разговараме. Јас сум Душица Мрѓа, а гостин во 24 анализа е Стојан Андов, прв председател на Македонското собрание и можам да кажам политичар со најголем политички багаж во државата. Господин Андов, добро вечер, добре дојдовте. Задоволство ми е што прифативте поканата. Добро вечер. Да почнеме од најактуелното. Јоханес Хан. Вчера во прва официјална посета во земјава, многу скромен во изјавите, денеска соопштение и дел од интервју за Радио Слободна Европа, каде што Хан вели дека е загрижен за ситуацијата, повикува аферите внимателно да се испитаат во институциите и надлежните да ги истражат, меѓутоа бара и да се врати политичкиот диалог во Македонија. Дали посетата на Хан е само вовед во некоја поголема интервенција на Брисел? Посетата на Хан, мислам, е повеќе значајна не што тој кажа, што изјави, туку што дозна овде, па да пренесе малку пошироко во тие кругови во Европската Унија. Инаку, непосредните негови властувања се тие што го овде кажа, толку тој може. Ако на тоа се остане, во оваа афера, ќе се прави некој договор, како што беше оној мартовскиот договор, кој ништо нема да реши и така под површината ќе вријат работите уште повеќе и може да дојде до опасна експлозија. Треба кризата да се решава, да се реши. Ние сме соочени со криза, доскоро некои велеа дека каква криза, нема криза, ама сега гледаме и од речникот и на овие провладините медиуми, само за криза се зборува и прифатија оти има криза. Така да мислам, оти ова е прва посета негова, не знам кога ќе дојде, само не му посакувам судбина на Филе во извршувањето на овие обврски во врска со нашето напредување во Европската Унија. Господин Андов, бриселскиот дипломатски речник е речиси идентичен на сите дипломати. Тие нотираат дека се загрижени, дека има назадување на реформите евро, што ги бара Европската Унија, дека има назадување во медиумските слободи и права и порачуваат институциите да ги решат до крај аферите. Колку е можно од овие бледи, би кажала, или пораки во ракавици, да произлезе нешто суштинско? Да, го споменавте мартовскиот договор, знаеме како заврши, не се имплементираше ниту до крај, некој дел од власта го прогласи за палома хартија, не ни го признаа дел од квалификациите. Сето тоа остана под тепих. Можеме ли да очекуваме бриселски булдожер? Не можам овој момент да кажам.
Кога би имало, би помогнал и би било корисно. Само мислам оти за сега функционерите на Европската унија се држат до веќе донесените овие документи во унијата, важечки и така натаму. Тука се разбира извештај за напредокот. Копенхашките критериуми кои дефинират кои основни услови треба да се изврши, да се остваруваат во една земја. Извештајот е правен многу прецизно за оваа година, што го имавме, за минатата година што го имавме. И сите тие работи сега од извештајот и од тоа искуство со копенхашките критериуми се прават изјави, секој фактички што зборува Пеихан, што зборува загрижени се многу заради лошата состојба со медиумите, заради спојувањето на државата и партијата, заради командуваното судство од надвор, заради влошувањето на меѓуетничките односи и така натаму. Тие досега и се пишани и многу пати се зборуваат, меѓутоа ако така остане, ќе останеме на уште еден документ, уште една хартија од типот на Палома хартијата, ако нема сериозна интервенција од Европската унија или од другите наши партнери. Инаку, што подразбирате под сериозна интервенција? Каква треба да биде таа? Сега не би можел јас да тоа да зборам. Ја повеќе зборам за околностите кои се дали тие само ова можат или можат малку поотворено да завземат и став. Тие велат да се решава во институциите. Во кои институции? За оние кои велат дека се под команда на владата, тие во извештајот тоа го велат. Оние кои, тоа се судство, обвинителство, за оние кои не водат сметка за слободата на медиумите и ги ограничуваат медиумите. Кои институции овде? Фактички нашата криза е криза на институциите. Тоа е кризата и затоа нивниот речник и нивниот природ сега не е подесен, не е во согласност со потребите за решавање на кризата. Ако останат на тоа, фактички, ние, како често пати што сме биле, едноставно ќе си продолжи кризата, а ние ќе се правиме како да сме ја намалиле или некое оправдание и така натаму, меѓутоа ќе се лошат многу состојбите во државата. Затоа, може би, тука треба да се прииде на еден друг период. Досега сегаш нешто што е почнувало, па после ќе се запре, ќе се подзапре, па овој ни рекол вака, па затоа, па оној ми рекол така, па затоа и така натаму. Меѓутоа, мислам дека е потребно заев да ги што поскоро обелодени сите работи, за да има институциите со што да се занимават. Сега институциите нема со што да се занимават, само има доста од ова, ама гледам многу се внимателни, не се прават глуви и слепи, ама не гризат за тоа. Првата таа тура од двете сеанси со објавувањето на лентите за прислушкувањето и така натаму. Во друга земја тие беа доволни за да се расчисти, да се гнилите места отстранат. Меѓутоа, тие би биле доволни, меѓутоа кај нас не е така. И ние, ако се остане на тоа само, ќе добиеме многу викотници, некои нови измислици, тајни служби на овој и на оној и така натаму, да се забушоти работата и да навикнеме ние на тоа дека па добро прислушкувале, ама е нормално па сега која власт не прислушкува и така натаму. Меѓутоа овде не се работи за прислушкување на власта која сака да ја обезбеди земјата од напастите, од опасностите како што се тероризам, дроги и не знам каков организиран криминал, тежок криминал, и тоа со инструменти кои со закон строго се утврдени, туку се зборува за голем број прислушкувани граѓани и контрола врз државните функционери кои за тоа не знаеле. Господин Андов, ќе споменеме малку, ќе разговараме за аферите, колку афера за прислушкување на, како што тврди и опозицијата, 20.000 луѓе
е доволна за некој да понесе одговорност во земјава. Меѓутоа, во овој дел сакам, споминавте, имаме криза и проблем на институции. Како да се решат аферите во институциите за оние кои што, како што вели Европската Унија, се правно задолжени за таква процедура, кога ние слушнавме снимки, 5 најмалку мислам дека беше, со кои што се тврди и се презентира дека власта директно интервенирала во судството. Како судството да ги процесуира овие афери, ако било така? Токму за тоа зборам дека како да излезе од криза на институции? Тоа што го кажува господин Хан, тоа е изворно врзано за документите на Европската Унија и на крајот на краиштата и за извештајот за оваа година, што е усвоен дури у нашиот парламент, каде е речено дека државата и партијата се споени, каде медиумите не се слободни, сите тие 5-6... Судството е партизирано под влијание на политичките елити. Загрозени опасност од влошување на меѓуетничките односи и така. Како да излеземе од таа криза на институции? Се до тоа има. Видите, уште не е дојден климаксот. Затоа мислам дека е потребно да ги објави сите работи Заев и нека Груевски каже се што има да каже по тоа прашање, бидејќи тоа му рече да даде свој коментар. Тоа треба да, инаку ние во Македонија нам не се завршени работите заради тоа што не сме останували да ги завршиме, че почнеме и до некаде и престанува или ги влечкаме, па ќе станат бајати, па народот ќе се навикне на нив, па не можеме да излеземе од калата во која сме загазили. Така да овој пат тоа е неопходно што побрзо да се тие работи сите обезбедат, јавноста да ги разбере, да не се калкулира со објавувањето кога може тоа да придонесе на членството да се зголеме, да станало членството на партијата по-хомогено и така натаму. Тоа си други процеси кои, ако тераш работа, ќе си одат. Ако не тераш работа, нема да одат, без оглед колку си проценувал моментите. Главна работа е сега да се иде до крај, да се тоа се што треба да се објави, што оценили дека треба да се објави, и да го изслушаме Груевски кој е неговиот политички коментар за тоа. И тогаш ќе гледаме и ќе оценуваме има ли шанса институциите вакви какви се да почнат да работат или во нив недовербата останува и натаму. Во таков случај првиот договор што треба да се направи, треба да биде политички договор што со тие институции. Дали од тие институции некој треба си оде веднаш, дали некое друго прочистување треба и така натаму и така натаму. Штом не го поставуваме, штом не го водиме процесот кон завршување, не е можно да ние се надеваме дека сама од себе кризата ќе се реши. Очекувате дека Заев ќе ги објави се што има, сите докази, како што вели ги поседува за криминалите на власта? Тој многу пати до сега кажал дека ќе оди до крај. Ако не ги објави, значи ги чува за себе. Тоа веќе е нездраво. За политиката е нездраво тоа. Било кој да има монопол на податоци и на такви докази и ги чува само за себе, не ги обелоденува и не ги дава да делуват тие докази, тогаш која е функцијата, зашто го почнал тоа? Така да ја мислам, оти тој е решен да ги даде, меѓутоа нешто тактизира, некој го советува така, мислам, оти тоа погрешна работа, треба што поскоро таа работа да се заврши. Премиерот Груевски кога почна обелодувањето на аферите, до сега нема изјава, освен пред некој ден во која што го повтори делот обраќањето кога е обелодени аферата Пуч и само најави дека дополнително ќе се произнесе за афери. Даде свој коментар. Да. Јавното обвинителство, до кое што е поднесена кривична пријава против директорот на УБК Сашо Мијалков, началникот на петата управа Горан Груевски и неколку лица, се уште нема никаков став околу кривичната пријава на СДСМ. Па тоа велам, кога ќе се објават сите тие работи, мислите ќе мора да реагира? И кога ќе видиме како Груевски реагира, дали прифаќа па си оди или на некој друг начин реагира. Ако реагира кооперативно, како што бива,
тогаш се прави политички договор како да се излезе од таа ситуација. Еден вид транзиција од состојбата која сме си ја наметнале ние овде од незнаење или од расипаност наша. Тоа така бива, ама тогаш се поставува тоа, од кога ќе излезат на видело сите работи. Инаку, насред процес на договарање, било какви да се тие договори и договарања, може да избие нешто што не е познато и да биде причина да прекине и договорање и така натаму. Колку враќањето на опозицијата во собранието, како што инсистира Брисел, да се врати политичкиот диалог по моделот на албанското сценарио, го споменуваат, е возможно во Македонија и воопшто изводливо во ваква состојба? Кога што опозицијата вика има докази за системска кражба на изборите и нелегитимитет на институциите. Во право се функционерите од Европската Унија кога велат дека диалогот треба да се води во собрание. Треба да се води во собрание, меѓутоа видовме како се водеше на 24 декември 12 година. И видовме после на основа на тоа што тогаш се случи, кога пратениците беа изфрлени, дека не сме во состојба да направиме политички договор, да ги санираме последиците. Никој ни влакно не му фалеше од тоа што тогаш се случи. Затоа, ова што го зборат господин Хан и другите, мислам ти не е лек за овде и не може да помогне. Затоа и не може да се одговори дали да се вратат пратениците или не. Нека си биде тоа одлука на нивната партијата. Мислам од позиција на волку зовриена политичка клима. Кога на опозицијата и се води постапка за одземање на мандати во собрание, која што нели заврши така како што заврши, во воздух, со официјално образложение дека нема кворум да бидат изгласани. Кога оставките им ги чува Велјановски во фиока повеќе од, 6, 7, 8 месеци. Со волку поларизирано општество, со толку тензија од двете политички страни, колку во моментов воопшто може да се размислува на такво нешто? Во овој момент нема никаков гест кој укажува дека може не договор. Немам гест. Иако, по сите информации, разговори течат. Се среќавале, таму така барем викат, се среќавале ово, меѓутоа е таа јалова линија, чисто наша македонска, која никогаш да ги заврши работите. И овој пат, мислам, треба да се иде до крај на оваа, како што советував пред тоа. Првиот гест што би требало да го направи Груевски и обвинителот, пред се обвинителот, да ја одбие пријавата за Заев и да му го врате пасошот. Тоа е потребно без однапред дисквалификуван како соработник, осомничен соработник на странски служби и такви глупости и други работи, да треба премиерот да преговара. Како ќе преговара со сомнителна личност за соработка со тајни служби. Или пак, ако мислат да го држат пасошот кај нив и да тоа е кривична пријава, тогаш премиерот треба да каже со која служба, како, или обвинителот да каже каде соработил, таа да се расчисти работа. Инаку, незавршена работа е таа што е покрената против Заев. Истото тоа се однесува и на оние четворица или тројца, колку се притворени таму. Никој не знае зошто се притворени, тоа има во прв план избива нивното притварањето политичкото дејство. Бидејќи се друго е нетранспарентно. Ништо не се знае. И затоа и тие треба да ги пуштат, па нека се тера се да дознаат и едната страна што има да каже, и другата страна што има да каже, па после да видиме дали некој треба да биде во затвор, дали некој и какви ќе се средуваат политичките односи што ќе овозможат институциите да работат под услови кои се утврдени со устав и закон. Го споминавте случајот Буч. МВР вели во соопштението кога ја најави кривичната пријава против четворицата осомничени, меѓу кои е и лидерот на СДСМ Зоран Заев, шпионажа и закани уцени на високи државни функционери. Од друга страна, по неколку часа во обраќањето до нацијата, премиерот Груевски вели обид
за државен удар и соработка со тајни служби. Господин Андов, долги години бевте на првите челните позиции во државата. Колку е можно такво обвинување? Соработка со тајни служби. И колку е можно странски тајни служби, односно да прислушувале над 20.000 луѓе во Македонија? Како што тврди Видите, ВМРО дека е дел од сценарио на заедно. прво Груевски по втор пат по 2 години вели дека е имало обиди за пуч. Тоа го направи веднаш после 24 декември. И тогаш требаше обвинител да побара од него докази дека е тоа пуч, да предземе мерки. Тоа не се случи. Сега, еве, пак објавува дека има пуч и се што се случи е оние четворицата притворени со една небулозно објаснување и каде никој во јавноста нема услови да провери дали е тоа така или не е така. Така да пак се враќам како треба да се извезе. Она што го велев, што го реков, треба се пред јавноста, а потоа да видиме кои се неизбежни консеквенции, политички, кои треба да извлече неизбежни политички консеквенции и во тие услови и на таа основа договор како да оживеат институциите. Кој уште треба да се оди, кој треба да биде преместен, како да биде и така натаму и така натаму. Не може инаку нема решение. Може да биде исто вака, секој да си остане на своето и пратениците ќе си бидат дома или таму, се едно избрани се, мандатите се ги има. Ќе се прашат луѓето зошто седат дома, а зошто не дојдат таму, како да има аир нешто, ако и таму бидат, нема врската јелта работа, во овие услови во кои ги имаме сега. Не функционира и собранието, фактички. Овие гестови поединечни што ги права власта сега, некои отстапки на студентите, некои отстапки на хонорарците и ово, а тоа покажува дека тие се чувствителни само на прашања каде што може да им се дигне ним маса, луѓе и така натаму, а до законите и до уставот и до овие фини работи како што е споеност на власта и државата и партијата и така натаму и сите тие други, тие не се многу важни, мислат на и народот тешко ќе ги примети. Затоа тие работи треба вака да се расчистат. Верувате ли дека странска тајна служба прислушувала над 20.000 граѓани во Македонија? Оставите ги 20.000 граѓани. Кога се дознава дека странска служба работела на прислушкување на врвните државни раководители, тогаш треба да во затвор да бидат оние од органите кои тоа треба да го спречат, активните функционери, а не некој пензиониран таму, како што е Веришевски, кој знае од кога не е таму, па него сега ќе го набедува дека тој како би имал воопшто било каква можност и што би значило негова соработка со странска служба, ако е тоа. Така да таа работа е за приказки, за сега е на тој ниво. Ако имат, нека кажат, нека изнесат докази. Не е лошо тоа. Да. Ама тој треба да видиме што работел шефот на нашата контраразнавање, што работел толку години, ако ова се негде од кога? Од 11 од 12 година случува. 2011. Да. Што работеле? Тие луѓе што работеле? Што работеле овие нашите, што фактички за тоа тие работи да ги оневозможат. Господин Андов, афирата прислушување се случува во 21 век, каде што Македонија е 24 години речиси демократска држава. Ова е реприза на едно друго прислушување, кое што ни се случи во државата, само со малку помал обем од овој како што кажуваат. Интересното е дека опозицијата директно ја обвини власта дека ги преслушувала своите функционери и сите јавни и видни личности кои што делуваат во општествените сфери и политичката опозиција. Што значи таков процес за една демократија, за една земја која што сака да биде членка на Европска унија?
таква голема афера? Вака кога на општа основа ги постуваме работите, сме во една ситуација да филозофираме, а сами да не оставиме трага дека сме нешто помогнале. Основно е сега да се види како ова ќе заврши и што поскоро треба да заврши и кои ќе бидат последиците од тоа и да видиме како после натаму ќе продолжиме. Инаку дали е помалку или повеќе демократија таму кај што се прислушкувале сите, се гледа тоа сега, дали се 20.000, дали се 12.000 или се 2.000, кога е прислушкуван министрот за финансии и министрот за полиција, настрана сите други. Така да, уопште не е важно натаму кој се бил прислушкуван. За тоа треба последици некој да носи. Ке носи ли нека? Мислите ли дека може да се носи? Велам јас, нека се истурат сите работи надвор, нека биде се транспарентно, да се види колку е голема оваа работа. Кои опасности за државата ги носи таа работа. Тогаш да видиме дали се способни да седнат и да направат договор политички или тие треба да бидат сите симнати, било од која страна, ако се кочница на процесот, па да се види како, на кој начин, или па тој процес да се дополни со некои тркализни маси, кои ќе ги расветлат тие работи. Да не биде ограничено СДС ВМРО. Многу пошироки се и, да речеме, круговите опозиционно расположени, па има и партии кои се опозиционно расположени, а не седневно дежурни да одат таму СДС и да му се кажува, да им кажуваат што, како, колку и така натаму. Така да тие работи треба да се отворат сите и да може да се создаде атмосфера да избие енергијата, мумот да избие, сваќањето да се расчисти и да се создадат услови да никој не може да се натура понатаму против уставот и против законите. Пауза за реклами, се враќаме на разговорот. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Дигитална телевизија, достапна каде и да сте. Преку 150 канали. На повеќе ТВ приемници. Интернет Wi-Fi во целата куќа. %50 попуст на првите 5 претплати. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа. Господин Андов, очигледно е дека тензии има. Очигледно е дека партиските блокови, би рекла, на власта и на опозицијата, се повеќе и повеќе ги криваат тензиите. Какви може да бидат последиците од сега? За државата, за стабилноста, за политиката? Ова треба да се реши. И треба да се реши така што ќе се знае што после. Според тежината на престапите и така натаму било чии, треба да се оценува и како натаму ќе се постапува. Кои се варијантите за излез? Што после? Што после? Дали сите вака изнаплукани меѓу себе ќе си продолжиме, па не си викаме добро утро или добар ден, а ќе си одат работите како досега, како што се случи после мартовскиот договор, или на вистина нешто битно ќе се спречи. За тоа што после,
колку мене ми е познато, Либералната партија подготви една платформа и ја даде на увид. Меѓутоа, интересно е, сите овие борци за да излез да се бара, кај нив не дојде на ред, изгледа рано име за излез да се бара, и како, кој, што да биде излезот, па гледам неа ние прочитале, нити се покажаа интерес некој нешто да поразговара за тие работи. А излезот е главен. Каков ќе биде излезот? Тоа е сега. Каков ќе биде излезот, господин Андов? Па видите сега, пак ќе кажеме ние, тие се да речеме едно е уобичаеното македонско сценарио, ќе се испокараме и ќе се оди како што си досега било. Тоа е после сите овие досегашни афери, така било. Тоа е и типично наше македонско сценарио за заташкување на аферите и после се разбира, последиците се трпат, се на Ние мислите дека премногу е далеко отиде на работата за таков сега, дали уште можеме ние, имаме ли капацитет како општество уште така да тераме, па да тој сценарио, тоа македонско сценарио остане така да го правиме. Тоа е првото прашање. Второ, и затоа мислам оти тоа сценарио е штетно и не треба да биде досегашното македонско сценарио. Друго сценарио е можно албанското сценарио. Меѓутоа, мислам оти албанското сценарио е можело да се накалеми и да дојде заради тоа што меѓу завадените групи тие не били ни по состав, ни по позиција подолго време, туку од последните избори. Ова кај нас трае долго. Ама и барањата на албанската опозиција со овие барања. Затоа барањата на албанската опозиција едно беа, а овие барања се сосема друго. И морам да кажам дека едноставно не гледам и тоа албанско сценарио да нешто може да придонесе. Тоа е врзано како да се вратат пратениците во собрание. И за ефикасноста на собранието. Ефикасност за собранието. Ефикасност за собранието е утврдена со деловникот и како го земните собранието како компетентна институција, без да се води сметка оти имало избори со огромни фалсификати и така натаму, зашто зборува сега Заев, ќе видиме кој ќе изнесе тие, такво собрание деловникот ќе си го приспособи како што сака и како што може и си го направи така и порано тоа. Сега, трето сценарио е можно да, откако ќе ги изнесе сите докази Заев, во ВМРО да седнат поумни луѓе, поголема група, да разгледат дали е тоа така или не е така, дали може околу тоа да продолжат приказките или е потребно да се преземат во ВМРО некои престројувања и најголемите виновници да си ги тргнат, да дојдат таму луѓе со кои може да се разговара и кои не се спремни да газат преку законите и преку Уставот. Тоа е можно, тоа се станувало така во повеќе земји кога доаѓале во ваква ситуација. Само не знам дали во ВМРО има такво расположение. Сега кога што го гледам, на таа линија оди професорот Јовике Кеновски. Тој сака да анимира група која малку потрезвено и поточно ќе ги види работите и оттаму ќе извлече заклучоци. По моје мислење тоа е правилен пат и неговите предупредувања се точни дека на тој начин може да се со многу помали штети извлече ВМРО од оваа работа, кога ќе се фиксират вините само на оние кои ги правиле делата. А ВМРО како партија која има свое големо гласачко тело, сепак да се одржи. Тоа е таа една од тие можни варијанти. Го познавате Груевски. Извинете, дигресија. Го познавате Груевски. Третата варијанта е врзана за тоа, еве како го познаваме ние сите Груевски. Груевски јас сега не можам да го препознавам од она. Бевте во коалиција со него. Мислите дека можно е такво нешто?
Не е можно и тука ми е жал и затоа можно е еден вид, да кажам така, еден вид турско сценарио. Ердоган, например, имаше подршка, како што има сега и Груевски. Му се дигнаа демонстранти вакви и такви толку и волку. Се јавија дури и судии и полицајци кои се бунеа и не знам, и генерали и така. Поапси еден добар дел од нив и насила ги смири работите. Колку се мирни друга работа и каде тоа води е друга работа. Меѓутоа во овој момент на Ердоган решението е така. Му дојде инспекција од Европска Унија да разговарат и он сите нивни приговори ги прифати и после тоа за медиумите, меѓу другото, една група новинари одма ја ги поапси. Тоа е можно кај нас, не е далеко од умот. Настрана тоа по моје мислење ќе внесе една лажна слика дека ние можеме да се премногу сојузиме со Турција, дека че имаме некои големи предности и визави Турција, Грција и не знам визави овој и визави оној. Тоа е можно така да се образложува, да се објаснува. Може веднаш да дојде и некоја честитка од таму, може да дојде и некоја подршка. Еве, например, од Москва вели дека да се казнат кривците за пучот. Произлегува дека тие знаат од тие пуч и дека треба има кривци, само не се казни, треба се казнат кривците. Така да тој пат е можен. И не знам дали има некој да го вразуми на време Никола, да го напушти тој пат и таа замисла да ја нема. Тоа може да донесе многу тензија. Че се во прашање обстанокот на земјата. А нас ќе не избишат сите од сегде, нема да ги интересира ни. Дали имаме ние парламент, дали таму има пратеници, дали влегле, дали излегле, сме имали, не сме имали избори и така натаму и така натаму. Едноставно ќе отпаднеме од процесот на развој на цивилизацијата овде во која живееме. Тоа е, по моје мислење, најопасното, ама тоа има можност да се случи. До кое сме најблиско сценарио? До кое најблиско сценарио сме? До последното ли? Во моментот? Сите се можни. Сите се можни, само што кога реков дека треба ВМРО да се престрои и да помогне у цела оваа работа и да се покаже како политичка сила така достојна на довербата што ја добивала. Тоа сценарио така политички договор поширок, не само со СДС и неговата опозиција, таа што ги уште две партии кои се таму не знам, туку малку пошироки круг, еден вид некоја нова специфична тркалезна маса за политички барања на политички излез од тоа. Тоа е најповолното што може да излезе кај нас од сите овие работи. А Груевски да не учествува во тоа? Па зависи која одговорност политичка ја носи. Ние никој од нас не е ослободен од носење и политичка и кривична одговорност. И сме ние луѓе, поединци, ние сме прво луѓе, па граѓани сме, па после сме припадници на една партија, на една религија, на не знам, на еден социјален слој и така натаму, после сме пак со рангови таму, сме министри или не знам што и така натаму. Колку може да заврши целава работа со кривичен прогон и со затвор за лидерот на опозицијата, например? Или пак со кривичен прогон за премиерот? Постои таква можност, како што реков. Јас не знам дали објаснив доволно, ама тоа по моје мислење еден вид турско сценарио што го проба и го спроведе Ердоган таму, може да биде. А за кривичен прогон за премиерот, ако Заев докаже, ако обвинителството прифати дека како што вели Груевски направил криминали? Тоа вака сега у светот, кога ќе се најдат такви решенија, ќе се утврдат такви факти,
обично се поднесува оставка и тој што ја поднел оставката се става на располагање на законот. За да си ја сочува честа, тој ќе очекува да се види дали е виновен или не е. Може да не е виновен, може да е само политички виновен, не е кривично виновен. Така се прави. Дали имаме сила, дали имаме политичка култура за такво нешто, тоа е друга работа. Ама тоа е врзано на крајот на краиштата за тоа колку се сакаш земјата. Ако сакаш напредокот на земјата, стабилноста, сигурноста на граѓаните, тогаш треба да дадеш се што треба да направиш за да се отстранат сите оние препреки кои стоат на патот на развојот на земјата. Господин Андов, Заев најавува дека ќе оди докрај со неговите снимки. Деновиве ни се случи анонимна, така наречена група македонски анонимуси кои што најавуваат објавување на контраснимки. Тензиите ќе раснат. Колку може, веќе видено сценарио е во еден момент да има, нели, познати се оние повици на власта, ајде на избори па граѓаните да решат. Колку е тоа можно сценарио? Нови избори кои што ќе ги организира власта и дали опозицијата би отишла на такви избори? Видите, нема смисла нови избори, предвременни избори, ако ова власт ги прави. Дали техничка влада е? Сега е толку многу таа власт оспорувана и во толку многу конфликти што таа не би можела така, таа да ги спроведе изборите, а па да има тие избори доверба. Ќе биде исто како сега, може и полошо. Тоа е прво. А тоа кој е излез од така политичко-правни излез е можна е концентрациона влада која ќе има строго утврден мандат. Кој прашање да ги расчисти? Да обезбеди прво, да обезбеди функционирање на сите државни институции непристрасно и без било каков притисок. Тоа би требало да биде задаток на таа концентрациона влада. Тоа е прво. Второ, да ги расчисти тие центри на моќ кои фактички трансферира богатства на неколку само семејства и неколку само центри, од каде иде доминацијата и врз медиумите, и врз службите, и врз судството и така натаму. И трето, веројатно, тие треба да спроведат попис и да потоа се прегледа законодавството изборно, да се адаптира на потребите на земјата и да се распишат тогаш избори. Никола Груевски, ВМРО ДПМН на ова би реплицирале со 500.000 гласа на избори. Чому би дале таква влада? Да, сигурно е. Тие би реплицирале со дека има 500.000 гласови, дека сите овие и се странски платеници и шпиони, па за тоа не се задоволни од инаку е многу убаво земјата, бидејќи изборите се многу добри, бидејќи сите други биле добри. Јас мислам оти веќе и Груевски не е таков. Он малку повеќе знае сега и нема така да одговоре. Нема знае оти тоа повеќе провокација, осем ако се определил за оној, како реков, условно реков, без да се вреđа турците, турско сценарио вместо албанското или нашето и така натаму. Така да, само ако за тоа се определи, тогаш ќе каже дека се е ред, нема тука ништо. Ова е најубава земја, најдемократска земја, секако сите сме ние, сите што приговарат се фактички непријатели внатрешни или надворешни. На кое ниво би учествувала ВМРО ДПМН во една таква условно контрациона влада? Тоа да го оставиме на некој поширок избор и поширок договор. Веројатно ќе има кандидати кои треба да бидат, меѓу другото и повикани да организират такви средби. Сигурно е дека треба да се определи една состојба, да кажеме, сепак може би да се понуди премиерот да биде од ВМРО заради најмногу пратеници, ама човек кој е спремен сите овие принципи за кои зборуваме да ги подржи и да ги спроведе.
Така да не може да се каже ВМРО како ќе се однесе. Зависи од овој процес на објавување на документите, кој колку ранет ќе излезе и на кого во ВМРО му зоврело заради тоа, па самиот ќе се приклучи да се расчистува внатре работата. Во една од вашите последни колумни за неделникот Фокус правите анализа на состојбата, особено по афера случајот Пуч, и велите меѓу другото, цитирам, со сегашните реакции се покажа дека највијатилните меѓународни центри веќе ја прочитали и не ја голтаат јадицата на Груевски. Тие наместо да го осудат обидот за државен удар, се поотворено го набедуваат Груевски за диктаторски однос кон опозицијата и народот и кон злоупотребата на власта. Значи тој овој пат не може да се надева на некоја макар и блага поддршка од страна на Народната партија на Европа, каде што членува ВМРО-ДПМН како придружен член. И сите оние кои од убедување или од подкуп беа негови доследни бранители, овој пат си молчат. Може да се случи некој од нив наскоро да му каже дека претерал и дека веќе ја испеал песната. Зборуваат, правам паралела на неговите сопартици, ќе му кажа дека испеал песната? Па видите... Или некој од надвор? Не, мислам овде. Надвор што и да се каже, тоа има второстепено значење. Овде што ќе се случува во земјата, ние ќе ги носиме последиците од тоа што ќе се случува. Така да, од надвор некој кажал, може да каже. Меѓутоа, овде што ќе се случува. Господине Андов, понудивте неколку можни сценарија. Не го споминавте она последното за кое што валјда поставувам најверојатно секој од нас сака како последно да размислува. Сепак тензиите растат. Двата табора се повеќе покажуваат едни кон други гнев. Колку е можно да ни се случи експлозија на тензии? Колку може да ни се случи граѓански судари и да ни се повтори 2001 на граѓанско ниво? Затоа се создадат услови. Пак ќе спомнам дека имаше масовни собири во Турција. Ги нема веќе. Со употреба на силата и се расчисти. Кај на сега, еве се создадат и, да речеме, има пленум. Има контрапленум. Има пленум на професори и има контрапленум на професори. Едните на студентите, другите на ОС. Има приврзаници кои сакат да излезе сега, да се излезе на виделина со ова Заев што го прикажува, и имаме едно граѓанско движење за одбрана на Македонија, кое се знае и веќе решило оти сите овие работи што се прават, што се откриват, што сакаме да најдеме кој решение на кризата, се против државата и против народот, и они ќе ја бранат Македонија од тоа. Тие воопшто не се прашат за себе дали нешто и нив ги погаѓа од ова што се случува сега. Така да создавањето на такви јадра не е ништо друго, туку подготвување за можни социјални судири. Тоа е таа работа. Сега, бидејќи, немојте никогаш да изгубите од вид, оти тука ќе игра улога и ефективната сила, силата на полицијата. Тоа е. Јас за тоа цело време сега овде зборам, може приметивте. Тоа е работа. Да, сепак, например, имавме ние свежа примерот на 24 декември протестите надвор. Имавме два кордона на луѓе, два огромни може да се деси групи на луѓе кои што едни против други протестираат. Може власта има можност да испровоцира пред да созреат условите за да така се дигнат луѓето, па таа да изгуби, да испровоцира микросудир, дури тој да има и меѓуетнички карактер, да ги пак преплаши граѓаните и едните и другите да си гледат работата, а не само оваа власт може тие работи да ги смирува и нек си седе таму. Може се да се биде. Тоа се веќе внатре во сценаријата, кои може да бидат. Го спомнавте меѓуетничиот карактер, сакам за крај албанскиот фактор во цела оваа ситуација.
Коалицијскиот партнер во владата Али Ахмети со над 153.000 гласа добиени на избори вели: нас не загрижува ситуацијата, нека се објави се што е за дуи, ние бараме меѓународна комисија која што ќе го разгледува случајот. Таче пак бара некој специјален суд кој што ќе ги отвори сите афери на престушување во земја, меѓутоа со меѓународен фактор. Колку Ахмети може да биде клучен? Се треба со внимание да се изслуша, со почит, а тоа дали може да помогне или не, треба да се види во конкретната ситуација колку тоа е помош. Сега колку што гледам, овие последните настани и бомбата на Заев, посебно тоа, и интелектуалците, албанци и така натаму, работите од страна на албанската етничка заедница кај нас се водат кон општите граѓански интереси и не се заслепуваат луѓето со националистички и други екстремности и така. Тоа е еден позитивен тренд сега што се јави и тоа е, фала му на Бога, единствен за сега позитивен тренд. Така да, ама не значи дека власта, секоја власт, не само ова, не може да испровоцира нешто да ги доведе во прашање токму тие трендови во албанската етничка заедница. Времето ни истече, јас ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа. Фала му. Сложена е ситуацијата, па Ке имаме и простори за други дебати. Има, да, ви да благодарам. бидем загрижени. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Останете со 24 вести. Од мене пријатно.